Ви благодарам. Почитувани колеги пратеници, почитувани медиуми, почитувани представници од владата. Еве после 2 месеци од добивањето на извештајот на Европската комисија по однос развојот на Република Македонија за изминатиот период доаѓа во парламентот или во собранието на Република Македонија. Може би тајмингот е и добро избран за да спласне еуфоријата која што владачкото мнозинство ја направи по однос на овај извештај, за да не им дојде како гром од ведро небо освестувањата кои што постојано доаѓаат од членките на Европската унија. До вчера мислам дека ги имаше 5 на број, кои што на некој начин покажуваат револт кон тоа подадена рака кон оваа влада за правење реформи и проекти, но за жал се злоупотреби нивната наклоност кон Република Македонија. На самиот почеток сакам да потенцирам дека искрено го поздравувам и се радувам што Република Македонија доби позитивен извештај за минатата година и ВМРО ДПМН како партија, дали е во позиција или во опозиција, секогаш ќе биде конструктивна во она што се носи чекор напред за добивање на датум на преговори, за разлика од едни други ситуации, кога вие, почитувани мои колеги, бевте на страната на опозицијата, 365 дена исклучиво работевте со конкретни сценарија за единствено Република Македонија во изминатите периоди од 9 години кои што ги добиваме овие извештаи, да добива негативен извештај. За разлика од вас, ВМРО ДПМН покажа конструктивност и таа беше која што ви подаде рака да се седне на маса и оние реформски закони кои што беа едни од критериумите за добивање на позитивен извештај, а кои беа ставени во договорот на Прибе, ви подаде рака, седнавме на маса и дел од нив ги направивме заедно. Но еве да видиме на кој начин се доби овој позитивен извештај, што владата за една година испорача на граѓаните на Република Македонија, а подолу ќе се осврнам и малце покритички врз основа на тоа како и зошто се доби овој извештај. Почитувани мои граѓани, еве после една година, конечно во Република Македонија царува демократијата. За правото да не станува избор, имаме една правна држава. Слободниот живот веќе граѓаните го добиле. За реформи ги имаме во секој еден сегмент од општественото збиднување. Економијата, почитувани граѓани, почитувани колеги, никогаш не била на толку завидно ниво. 0% развој во минатата година, а во првото 3-месечие 0,1%. На вистина, реформите кои што ова влада ги презема во сферата на економијата даваат позитивни резултати. Партизирање во администрацијата, не знам зашто зборувате, нема никакво партизирање. Да, има отпуштање на работа на непартиски послушници, а партизирање далеку од тоа. Покачување на платата, да. 100.000 денари добиваат плата докторите, која што беше ведена во предизборието, 500 евра просечна плата, а она минимална плата која што се донесе, замислете, ќе овозможи 3.000 граѓани бркање од работните места во делот на кожарската и текстилната индустрија. За земјоделците, рај. После една година имаме рај во земјоделието. 2 денари откуп на праските. Па и висока е цената, искрено да ви кажам. Може би ќе дојди до 0% како што е растот во економијата и без пари да се откупуваат праските. Пченицата на највисоко ниво се откупува. Доматите никогаш повисока цената не била. Иселување немаме. Сите студенти кои што се иселиле во минатиот период, како што милувавте да кажувате заради погублите политики на ВМРО ДПМН, се враќаат назад заради високиот стандард кој што владата на Зоран Заев им го овозможи во овој период. Има доволно лекови, почитувани граѓани, во аптеките до 5-тиот месецот, после тоа снајдувајте се. Нема умирање на новороденчињата, високото образование цвета, а екологијата, почитувани колеги, е на најзавидно ниво. Депониите и понатаму остануваат на своите места, не се поместиле на 1 метар, напротив уште толку се набилдани, но за среќа ова една година
не испуштат канцерогени штетни честички кои што се по лоши по однос на здравјето на граѓаните. Ама затоа пак ја укинавме радиодифузната такса и на тоа им заштедивме на граѓаните 2000 денари на годишно ниво. Ама зошто им се тие 2000 денари? Па затоа ја покачивме акцизата, за да им одземеме 22.000 денари, една просечна плата на годишно ниво. Ова е, почитувани граѓани, почитувани мои колеги, реалноста за една година владење на СДСМ и ДУИ. И сега навистина се поставува прашањето, па како се доби еден позитивен извештај, кога секој еден граѓанин, каде и да го сретнете и каде и да го прашате, ќе ви каже како поминува за една година. И да не се лажеме, да не се правиме при очи слепи, при уши глуви, ситуацијата во нашата земја е повеќе од сериозна во секој еден сегмент и она што во повеќето наврати го повторуваме како ВМРО-ДПМН по однос извештајот на Европската комисија, беше многу јасен и многу очигледен и дециден дека истиот е концепиран и позитивен исклучиво врз основа на политичките критериуми. Еуфоријата која владата ја направи околу извештајот на Европската комисија, иако траеше неколку недели, е сосема оправдан и јас го почитувам, бидејќи на ништо не направено, на ништо не сработено, да се живее на стара слава и да се китиш со туги перја, а да добиеш позитивен извештај, навистина е повеќе од еуфорија. И сега додиме ред по ред. На што се должи позитивниот извештај? И бака ќе го формулирам прашањето. Дали овој извештај осликува реалната ситуација во Република Македонија? Одговорот е не. Не во целост, заради тоа што во истиот недостасуваат настани кои што се случија во овој период во минатата година, кои што беа од исклучително сериозно значење за напредокот на Република Македонија, кои што не се нотирани. Од која причина не се најдоа во извештајот? За жал, тука не можеме да дадеме одговор, треба оние релевантните кои што го пишували извештајот. Дали овој извештај е оценет со повисока оценка од претходните 7 добиени последователни извештаи? Одговорот е повторно не. И тоа покажува компаративната анализа која што е направена од 2009 година, кога прв пат добивме извештај со една просечна оценка од 2,52, после редат во 2010 2,30, 2011 2,63, за овој извештај да биде оценат со 1,64. Значи, ние за една година работење сме добиле недоволен 1+, не сме добиле недоволен 2. И сега се поставува прашањето врз основа на што се доби позитивниот извештај. Се разбира на претходните проекти, реформи кои што беа оставени, кои што за жал вие како влада не успеавте тие да ги дореализирање. Дали извештајот е практично давање ветар во грб на новата влада? Одговорот е позитивен, да. И ова е сосема коректно, почитувани колеги, да се подаде рака на една нова влада, да се насочи правилно, да се потикне да работи во интерес на граѓаните и во интерес на напредокот на државата. Позитивниот извештај се доби за да се даде ветер во грб на новата влада за реформите кои што се отпочнати во минатото и да се најде конечно решение нели за онај фамозен проблем кој што ги има Република Македонија во процесот на решавањето на името. И истиот нели се даде заради решавањето на препораките од Прибе. Значи, дојдовме до одговорот на прашањето зошто ова година дена од владењето на новата влада е оцената позитивна. Значи, заради политичките критериуми, а одредени членки на Европската Унија во нон-пейперот истакнуваат дека реформи буквално нема во клучните области како што се владење на правото, борба против организираниот криминал и корупција. Знаете дека за жал ова година паднавме на 17 места подолу во однос на криминалот и корупцијата. Нема реформи во администрацијата, економијата е на најкритично ниво досега од било кога во една ситуација кога имаме и можности и поволно да се развива. Нема реформи во клучните области во здравство, труд, социјална политика, образование, екологија. Реформите во судството се обична шминка и направени врз критериум да може слободно владата да си ги реализира своите намери надвор од законските пропуси. Значи, почитувани колеги, дајте да се фатиме со работа,
да престанеме да ја злоупотребиме подадената рака, да, ве молам, од страна на Европската комисија и вклучете ја опозицијата во едни вакви суштински работи кога се работи за иднината на државата. Ви благодарам.